Благодарам. Јас нема да кажам кој број е точката за која што ќе зборувам, бидејќи ни вие не можете да утврдите кој е редниот број на сите точки кои го предлагате. Имено, ќе ве молам да не дофрлувате од позади, имено станува збор за предлог на законот за изменување на законот за платите на судиите. Барам оваа точка да биде разгледана како последна точка. Зошто? Ќе ви кажам зошто. Бидејќи самиот министер кој овде во моментот не е овде, потенцираше дека овој предлог на закон е со цел за поголема ефикасност. 92% недоверба ефикасност и вели да се избегнат девијантните појави. Девијантните појави во правосудниот систем не се избегнуваат со плаќање, се избегнуваат со санкционирање. Меѓутоа, повторно генерализирате, наместо да бидат наградени оние кои што честно и соодветно си ја вршат работата, вие посегнувате по купување на слобода и правда за вашите функционери. Немате честна намера со ова, бидејќи во процедура ви е и друг закон за продолжување на работниот век на судиите и обвинителите од 64 до 67 години, каде што предвидувате токму судскиот совет да бира и да врши и дискриминација на одредени судии и подобни и неподобни. Затоа барам оваа точка да биде последна, за да има време претходно да се разгледат другите точки, со цел да може да се анализира и да се направи соодветна дистинкција помеѓу оние кои што работат и оние кои што не работат. И да имаме соодветни и награди и казни, како би се стимулирале оние кои што честно работат, како би се довело до подобрување на целокупниот систем и перцепцијата кај граѓаните тогаш ќе се зголеми, а не со купување на слобода за функционерите кои што доправа треба да одговараат за сите криминали кои што ги правите. Ги генерализирате работите, повторно истите тие кои што честно работат нема да бидат стимулирани, бидејќи оние што се подложни на примање мито, договарање со извршната власт и со другите функционери, повторно ќе бидат ставени на позиција да истите се договараат и со ова вакви покачувања нема да имаме ништо подобрување во однос на ефикасноста на судството за кое што зборуваше министерот. Впрочем, и како можете да знаете кога се уште не ви е помитат претходниот закон за колкава бројка на луѓе ќе станува збор, а ребалансот ви е доставен, односно нема да предвидите доволно средства во ребалансот за покачување, од тука се гледа и манипулацијата со овие суд. Пропозиби предлогот на